Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е емисијата Визави, последна, барем за овој дел од сезоната на програмата на Канал Ви, со оглед дека стартуваат летните одмори. Во ова последно издание на ова емисија, наш и ваш гостин е првиот човек на струмишки комуналец Зоран Ѓорѓев. Директоре, добро вечер, добре дојдовте во емисијата Визави на програмата на Канал Вис. Секако дека ќе разговараме со оние теми кои што верувам дека ги интересира и граѓаните околу комуналната чистота, околу водоснабдувањето, канализационото одржување и така натаму и така натаму. Прашања кои што се вообичаени и се во опсегот на вашето действување. Но на самиот старт би сакал, овие беа високи температури. Како стоите со водоснабдувањето на градот? Има ли реакција од жители не само во Струмица, туку и по населените места онамо каде што комуналец стопанисува со системите? Добро вечер. Значи, уште еднаш ви благодарам на поканата. Добро вечер до вашите гледачи, сите кои што не следат сега. Значи, во контекст на ова малку да некако да се насмеем. Јас викам секој пат со мојот тим или колегиум кога разговараме дека денот на граѓаните почнува со комуналици и завршува со комуналици. Такво е предпријатието, такви се дејности, малте не секојдневието на граѓаните е поврзано со нашето работење или обратно. Добро, и не џабе велат дека комуналните се огледало на една општина. Да, и тоа, секој погледнување да. Во дело на високите температури, да, во последните неколку дена, нели, сведоци сме на високи температури преку денот, е зголемена потрошувачката на вода, дефинитивно, и таа денес во моментот се движи некаде околу 620 кубика на час. Тоа е доста зголемено, за разлика од нормалното работење, кога го сметаме некое нормално работење во некои, така да кажеме, пролетни услови, или кога имаме 400 до 450 кубни метри на час. Очекуваме дека тие денови ќе се зголеми, значи, потрошувачката, имајќи пред дека следува викенд, луѓето се повеќе, да кажеме, во своите домови и така натаму. Очекуваме тоа зголемување да биде некаде до 680 метри кубни на час. Има капацитет, значи и самата филтер станица има капацитет, значи постои стравување. Да, нема потреба од стравување, значи ние имаме капацитет до 900 метри кубни на час обработка на вода. Езерото, значи, од кај што се снабдуваме, вештачкото езеро Турија има одлични количини на вода, но сепак би апелирал, еве и како директор и како граѓанин да кажеме, да до нашите сограѓани да ја користат водата само за во овој период барем, во овој период да ја користат исклучиво, значи, за потребите на хигиена, рационално користење. Колку што може да ги избегнуваат, значи, наводнувањето, или ако имат собствени извори да ги употребуваат и така натаму, бидејќи пак ќе кажам, покрај тоа што нема потреба од никакво стравување, значи имаме добра обработка на водата, зголемена секако дека е, но зошто во овој период и да трошиме квалитетна и чиста вода, ако може, претежно се користат за нерационални, односно разладување на дворови, перење на коли или така натаму, кое што, еве, пак ќе речем, апелирам да граѓаните во овој период се стрпат од тоа и да ги трошат само за своите потреби, лични, хигиена, храна, подготвување и така натаму. Дел од реакциите на струмичани е тоа дека нешто водата мирисела на железо. Сега, колку е точно, колку не сум сигурен, но дека се чувствува од некои мириса. Не сум сигурен, мислам дека и комуналец работеше на промена на водоводните мрежи во изминатиот период. Поголемиот дел со програмата МЕАП е замената, така да имаме скоро 90% замената водоводна линија. Пак ќе кажам, во овој максимален проток на вода, дури во некои услови кај што и помалку се троши, можеби да се случат такви некои мириси. Јас не би ги рекол или мириси на железо, тоа е некоја стара изрека дека сега мириса водата на железо, но во таква проток на вода која е потрошувачка, значи граѓаните стигнуваат до многу свежа преработена вода. Дали ме сваќате? Така, да. Значи целокупниот водоснабдителен систем е во полпоглед, да кажем. Апсолутно. Не останува, да кажеме, некои секундарни линии или каде што водата многу малку се троши така натаму, така да тоа не би го рекол дека мириса, ние немаме такви сознанија, на водата се контролира секојдневно и во нашите лаборатории, и во лабораториите на јавното здравје, на Центарот за јавно здравје и така натаму, и Скопје исто, квалитетна е на високо ниво,
така да бидат можно граѓаните да бидат спокојни околу Да, овој дом. господине Георгиев, го спомнуваме за Струмица. Каква е состојбата? Постои ли можности за било какви колапси на системите по населените места? Не знам сега како Кај населените места исто сега во моментот немаме никакви проблеми. Можеби во некој може некаде да ни се случи ако имаме некој послаб доток на бунарите или на захватите кај што користиме. Сега во моментот значи немаме таков проблем. Се надеваме дека така ќе биде и во наредниот период, имајќи пред дека и претходниот период пред овие горещини беше релативно дождлив период. Така да во моментот значи немаме бојазност да има некои рестрикции или опасност дека од некои од населените места ќе бидат вон градскиот водовод на општина Струмица, да не бидат снабдени со квалитетна вода. Период кој што исто така е многу важен за струмичани, но и впрочем за сите жители, кога станува збор за летниот период, комуналната чистота или односно континуираното собирање и транспортот на сметот. Како стоиме на тоа поле, директоре? На ова поле, како и на секое, може е добро, а може уште подобро или може и перфекционистички. Ние сметам дека градот Струмица и општина Струмица негде сме на некое така солидно ниво, не би рекол некој сега. Сметам, јас лично како директор и задоволен сум од она што располагаме и како механизација и како работна сила. Сметам дека сме на едно солидно ниво. Во овој временски период летниот имаме да кажеме малку поечување на овој дел во однос на чистотата претежно во ноќните часови или надвечерните часови околу паркот, околу централното градско подрачје, кај што има сега поголемо движење на граѓани, гости, туристи, луѓе кои што се враќаат нашиот странство и доста се ствара количина на отпад, тоа дефинитивно, така да можеме да го амортизираме таа количина на отпад и во вечерните часови, вообично во овој централен дел. За разлика од тоа, секаде редовно се подигнува сметот, имаме доволно механизација, имаме доволно луѓе, имајќи пред дека летниот период е период кога се ствара доста комунален отпад, да кажеме, и од амбалажи најразлични од сокови, овошје, зеленчук, кој што брзо се распаѓа, брзо така, па тоа сега да прашам, се мисли некоја поинтензивна динамика? Да, динамиката која имаме е доволна, значи во овој период не сметаме. Ако утврдиме дека вообично во централниот дел, ја зголемуваме вообичаено тоа е ради ресторантите кои што се тука лоцирани, кафичи, дискотеки кои што нели поради обемот на работа, зголемен обем на работа имаат и зголемен отпад. Значи тоа се шишиња, пластика, па и храна во крајен случај или дел од храна која се подготвува. Така да во овој централниот дел имаме секојдневно собирање, за разлика од другите реони кај што си одиме 2 пати неделно и тоа е сосем доволна и доволна динамика. И мислам дека во овој период нема потреба да интервенираме. Значи да не се мислам рековте само дека повеќе овошје зеленчук па кој што се лесно распаѓа, се планира, претпоставам имате програма за дезинфекција и дезинсекција на овие дезинфекција. Не знам како се вика. Тоа е дезинфекција на возовата. Бидејќи знаат таа енергија да се почувствува. Има во овие сега да кажеме горештини, да кажеме огромни. Имаме, ние вршиме дезинфекција на камионите секојдневно, значи тоа се врши во нашиот возен парк. Значи после секое користење на камионот и негово перење се врши дезинфекција, а на конденерите се врши на одреден временски период. Сега е тука негде период јули месец да се врши првото дезинфицирање и после тоа се врши уште едно негде пред десента, бидејќи сметајќи ги тие температури кои може да предизвикат така непожелен мирис и разни така. Остануваме со комуналната хигиена. Што правиме, директоре, во врска со корпите за отпадоци? Мислам имаше најава дека општината ќе добие корпи за отпадоци, овие големиве контейнери што ги гледаме, но би сакала овде да се надоврзам, освен за тоа и со оние индивидуалните. Индивидуалните за семејствата? За семејствата, со оглед дека се во лоша кондиција. Да, во страшно лоша кондиција се, ние дефинитивно тоа го зборавме пред известен период. Веќе е завршена набавката и се доставени значи кантите. Имаме обезбедено овај 8500 канти пластични, зелени овие што ги викаме од 120 литри. Тоа е планирано малте не него за секое домаќинство во општина Струмица. Во општина Струмица зборам, што значи дека тоа и во градот и во населените места кај што собираме смет. Плюс на одделни мали дуќани, канцеларии, ординации и така натаму. Тоа се донесени, значи тоа се во моментот кај нас во складот, да кажеме.
со градоначалникот, значи, е договорено и со Советот, ова да општината го донира на граѓаните на општина Струмица. Следното прашање беше тоа, кој ќе ги... Ќе ги плати општина Струмица. Тоа значи нема да биде оптоварување? Не, нема да биде оптоварување. Тоа се, нели, во разговорите кои што и самиот градоначалника, еве, баш и ова емисија или во ова студио, преди се период кога имаше емисија, го рече тоа. Така да очекуваме да тоа се случи во скорен период, затоа што треба да се донесе одлука на Советот на општина Струмица за донирање или како се вика таму точно, нели, према законите кои што треба да ги, за да се дадат на домаќинства, со кои што ќе ни е олеснени работите и на самото комунално предпријатие. Бидејќи сега во моментот граѓаните се снаваѓаат како и да е, во разни садови и така натаму, доста од бездомните кучиња и други животини го вршат, да кажеме, растурање, развлекување, и тоа доста ствара неубава слика и нехигиена. Така да во овие садови кои што се, значи, добри, нови, убави и така натаму, сметам дека граѓаните максимално треба да ги користат, значи, за намената за која ќе бидат дадени. И тоа го повикувам, еве, и како апел, нека биде во тој период кој ќе ги донираме, да целокупниот смет го стават во тие канти и ги вадат кантите во оној период кога поминува нашето возило за собирање на смета. Тоа си го знаат граѓаните по сопствените райони во кои денови поминуваат. После тоа, заради тоа што ќе бидат поделени на сите семејства, да кажем, сите корисници, граѓаните сепак ќе кажем да водат една грижа за тие урбана опрема или садови за собирање на смет, во делот на тоа да го прибираат во сопствениот двор во период кога оној период не се додека дојде возилото, за да не се случи нивно кршење, уништување, крадење, да кажем, и така натаму, кое што обично во вечерните часови се случува од така несовесни граѓани и така натаму. Несовесни секогаш имало. Ова се со средства на општината. Знаете за колкави средства станува збор? Па тие некаде, значи, набавката на самите овие канти или корпи, негде цената која што ја добивме беше доста солидна на тендерската, значи, постапка. Значи, некаде тоа би било околу 7 до 8 милиони денари за цела општина, значи за сите тие 8.500 канти. Што значи дека ова го презема општината, да. Крајните корисници на услугите на комуналец нема да плаќаат за корпите за отпадоци, но препорака да се грижат за нив, најдомакински, и нив да ги користат за изнесување на сметот. Во понаднешните години имаше многу често појава се давале одредени, во период кога и јас не сум бил директор, но имало одредени донации и така натаму. Но често граѓаните можеби и со право не ги користеле бидејќи биле помала количина, па биле можеби предмет на позајмување, да речем така, од другите комши или така натаму. Но еве, сега ќе имаме сите домаќинства, така да мислам нема потреба од тоа да не се користат. Се мијат ли улиците? Да. Улиците се бијат, значи тоа се врши рано сабајле, значи одеме со две возила. Тоа едно е што го викаме ние метларка популарно, кој што ги мете и вичнаците, и цистерна која врши перење на главните улици. Тоа ќе продолжи во текот на цело лето, па некаде до есента. Да. Директоре, и само еве сега можеби добро што ме потсетивте. Значи набавивме одредено средство кое што се користеше, да кажеме, во период во Скопје во зимскиот период, да, за PM честичките. Покрај тоа што не е зимски период, ние сакаме да го користиме и во летниот период, бидејќи покрај тоа се ствара тоа прашината од возила и коли. Така да ќе чекаме да ни се достави од добавувачот тоа средство, така да во текот на овој месец, значи, очекуваме да го добиеме некаде околу средината на или тука 20 јули, за да го употребиме и да видиме какви ефекти ќе даде и во летниот период. За тоа што сепак пак ќе кажам, возилата, движењето, високите температури на асфалтот стварат одредена прашина која што е PM честички, кои што нели не е тоа, мислам, ништо некое загадување или тоа, но сепак покрај тоа класичното миење сакаме и на тој начин да придонесеме да го заштитиме, значи, животниот овој воздухот како средина. Амбиенталниот воздух. Што се случува со депонијата Шапер? Таму веќе еден известен период чади, ако не се лажам, или има ли шанси да се интервенира, бидејќи и вие стопанисувате, но ако не се лажам и останатите општини од Василево дефинитивно таму, но и во Силово бара некогаш дозвола да се транспортира.
складира отпадот? Василево, да, целосно, значи, Босилово бевме во контакт со градоначалникот, мислам дека им дозволивме нормално, мислам се, во интерес на заштита на животната средина, бидејќи имале некои проблеми во нивната општина и тие луцираат сега или го изнесуваат таму одреден смет, да. Палењето значи имаме два дела, да кажеме вака, има намерно и ненамерно палење, значи на депонијата. Во последниот случај што имавме, утврдивме дека е намерно палење на депонијата од граѓани кои што се таму неформални собирачи, одгледувачи на одредени животни така натаму. Јас не би посочил никој за тоа што не би знаел кој да кажеме, нити ние можеме тоа да го утврдиме, но видовме дека се работи за имаме го искуството и јас и моите вработени да утврдиме дали е од самата депонија или од намерно палење. Тоа беше од намерно палење, ние го саниравме, настапуваме со нашите цистерни, имаме ние 3 цистерни, плюс тука настапува и противпожарната служба. Носиме земја често за да можеме тоа да го покриеме и задушиме на еден начин, но има и палење од самата депонија. Депонијата имајте во пред дека е доста години, негде може би 20, 30, да, и 30, да. Депонија која што не е градена по прописите, депонија која што се депонира целокупниот отпад и сето тоа сега се стварат џебови со западливи материјали, биомаса и така натаму. Претежно па на овие високи температури тоа е страшно. Така да има случаи кога и по-често ни се запалува ненамерно, мислам од самата тоа палење на депонијата што го викаме. Ние користиме, ви реков, тоа, но тоа е полесно да го контролираме за разлика од она кое што е надворешно или намерно палење, бидејќи тука ние можеме да предвидиме на кој начин и дека може да имаме самозапалување. Се трудиме тоа, веќе сме во изработка на довршување на некој начин на самото проект, една предмет пресметка и наше видување. Од нашиот главен цевковод за вода сакаме да повлечеме одредена линија, бидејќи таму нема вода и хидросистемот не знам колку е офатен, искрено кажано, но тој се на водостопанство, АД водостопанство, они стопанисуваат, но ние од главниот цевковод кој што ја влечеме техничката вода би сакале да извлечеме една линија која што би била за интервентно, значи гасење на такви пожари. Тоа во моментот изработуваме и добиваме податоци кај можеме и на кое место да го лоцираме. Јас се надевам дека тоа брзо поставување ќе биде, така да се надевам дека до крајот на месецот или почетокот на август би ја инсталирале таа наша, да кажеме, инсталација или линија за гаснење на самата депонија. Така да се надевам дека ќе биде постојано овлажнувана и уросувана, за да не ни се случи тоа што се случува сега. Во меѓувреме ќе се интервенирам таму или Ние интервенираме, значи малте не секојдневно. Значи тоа постојано чадење се појавува. Тоа пак ќе кажам, тоа е од само запалувањето и можеби во одредени периоди не е толку страшно. Страшно е кога имаме интензивно или намерно палење. И тоа, значи, не е континуирано, нашите екипи гасат, покриват со земја, но имајте во пред дека тоа се работи за огромна количина која постојано тлее. Така. Паралелно, реков, широк е диапазонот на струмички комуналец, кругот на действување. Кои се оние активности кои што во моментот ги работите, нели, освен ова редовното одржување комунална чистота, што рековте на самиот почеток, стани на сабајлет мисли на комуналец, легни навечер кој мисли. Па не да мислат, јас. Не граѓаните не мора ни да мислат, но во реакција за комуналец. Сабајлето ако сигурно нормално е. Ако отпадот не е кренат, комуналец. Па да, не, сабајето, нели, која сите стануваме и, нели, вода, нема вода, првото што се допираме до водата е пак комуналец. Како и да е, ворете и тоа и граѓаните некој пати да имат и критики и нормално е тоа да биде добронамерно секој случај. Во моментот работиме, значи, нашите покри тековните активности, тоа што е, нели, како што рековме, не знам, одржување на зеленило, чистоќа, систем за водоснабдување и така натаму. Дополнително имаме активности во село Габрово, значи таму го ставаме во функција, значи новата филтер станица е ставена, проверена, хлорирана, пречистена. Зафатот на селото е исто така завршен, прочистен. Сега се работи на линијата во самото населено место и приклучувањето на водоводниот систем. Тоа е едно така, да кажеме, некоја покрај редовните активности. Понатаму во делот на канализационите
системите, работиме на приклучување во населените места Добрејци, населеното место Куклиш, делумно или по потреба не Куклиш Костурино, ама делумно и во Куклиш, делумно и во Муртино, во тие населени места кај што имаме, значи, овие канализациони системи. Очекуваме, нели, тука некаде ќе бидат готови Простениково и Добрејци во овој период, така да и таму ќе се навлезе, значи, со приклучување на граѓаните. Користам прилика, еве од општината имаше вчера или завчера, еве и јас користам прилика, особено за населеното место Простениково, кај што имаме забележено појави. Се уште изведувачот е на терен, тој се грижи за објектот, но не е во тоа суштината. Проблемот е да граѓаните се воздржат од диво приклучување и спумпување, затоа што ќе направат поголема штета на самиот систем, да кажем. Се додека не се направи, тоа се испита и после се предаде на општината, по општината да го даде на користење и одржување на комуналици јавното предпријатие. Ги молиме граѓаните стварно нека се стрпат, уште тоа станува збор за месец-два. Ако мислам толку години сме били без канализација во Простениково, сметам дека 1 до 2 месеци не се проблем, а да не направиме штета кое што повторно ќе не врата неколку чекори назад во смисла на поправување, интервенции и така натаму. Спомнавме Простениково и Давиле кои што се очекуваат на есен да бидат готови. Збориме за Добрејци, Костурино, а го спомнавте дел и Куклиш. Имаме едно прашање, директоре. Колку жителите, еве Струмица ќе ја исклучам, но жителите од овие населени места и руралните средини имаат интерес за приклучување на канализациона мрежа? Да, дефинитивно имаат огромен, еве во Добрејци може да кажем, интересот. Видите, прашањето е веќе дискутабилно во која смисла. Ние не зборуваме веќе за колку е интерес. Ние ги приклучуваме сите граѓани, бидејќи во законските решенија, кај што има поставен систем на одведување на отпадни води, не се поставува прашањето дали вие сакате или не. Пак ќе кажам дека граѓаните уште повеќе го појават тој интерес и тоа е добро за поздравување, имајќи пред дека дај кај нас побрзо или на ова наша улица и така натаму, ние одиме чекор по чекор, улица по улица или сокак по сокак од населеното место и веќе не се поставува прашањето, искрено кажам, дали сакате. Мора да се приклучите, тоа се да не се разбере овака баш нели да биде наредбодавачки, но бидејќи се поставува прашањето кај вие ќе ја носите кога има систем. Кога нема систем и граѓаните ние нити можеме да им нешто забележиме, секој се снаоѓа условно кажано на свој начин, јами или не знам како, што не е во ред и тоа, но сега кога имаме системи, приклучувањето веќе оди, значи во делот на редовно, како да кажам, линеарно приклучување. Значи ние кога влегуваме во некој сокак, почнуваме веќе сите да ги приклучуваме. Прашањето на финансите, на сумата, дали граѓаните во можност или тоа не е воопшто проблем, бидејќи ние и како општина и како комуналици сме расположени и секој пат сме на страната на граѓаните. Може на повеќе рати, нема никаков проблем, но не сакаме да се враќаме во имаше во поранешен период имавме такви некои можеби недобри организирани делови во кои што се враќавме повторно на исто место, копавме, правевме повторно уштетување на асфалт, заради тоа што граѓаните можеби во тој период не сакал или немал средства и така натаму. Ние сме расположени, флексибилни сме во овој дел и самата општина и ние како јавно комунално предпријатие заедно со градоначалникот зазедовме став дека тоа во овој век, во овој период сите граѓани треба да имаат пристап до канализација и морално, мислам и уврзувачки, а во делот на средствата можеме да почекаме да направиме нарати, така ги повикаме еве и граѓаните кои се и во Добрејци и кои следуваат и Простениково и Дабеле, дека не е воопшто проблем во тој дел да се регулира начинот на плаќање. Очекувате до крајот на годината дека ќе почне приклучувањето на жителите од Добрејци и Простениково? Добрејци ние приклучуваме. Дабеле, простете. Па се зависи од примопредавањето од страна на изведувачот. Јас колку што знам нивните рокови се негде крај на август, ако не се лажем, или тука некаде. Дали не ме држите за збор, бидејќи они се изведувачи, тоа ние немаме, само вршиме дополнителен надзор на изведувањето. Така да значи до крајот на годината во секој случај ние би почнале со приклучување, имајќи преди добрите месеци од годината, останува тука некаде септември, октомври, па возможно и добар дел од ноември и нормално после следува период на пауза,
тоа е ради временските прилики. Така. Колку е возможно од временските прилики ги работи? спомнавме септичките јами. Вистина ли дека може физичко лице од населените места кај што нема организирано, односно канализациони системи, септичките јами да се истураат во пречистителната станица во Струмица? Да, може. Значи, самата пречистителна станица, кога ја прававме и размислувавме за неја заедно со проектанти така Да не се истура по реки, по значи, не знам... има посебен тоа приклучок, така да кажеме, или тоа е едно приклучување од цистерната директно да се истура во делот кај што почнува водата да се прочиства. Така да, и оние приватни луѓе кои што граѓани, кои што вршат услуга на самите граѓани, тоа се случува. Го гледаме тоа низ населените места, користат разни овие кажи ги цистерни така натаму. Ги повикуваме, значи таму кај нас да ги носат. Нити парична надокнада да бараме, нити е тоа финансиски некој голем приход за комуналното предпријатие или за општината, но огромна заштита, огромна посветеност кон природата или кон заштитување на околната. Затоа што се случува вообичаено од населените места, тоа се изфрла во најблискиот канал. Значи, или најблиската депонија, или најблиската депонија, да. Така. И тоа значи еве повик кон граѓаните. Ако користат приватни овие такви чистачи, да кажеме. Чистачи, слободно може да дојде значи во нашата прочистителна станица. Ако не повикат нас, ние не одиме, вообичаено не одиме, затоа што имаме премногу работа со други одржување на системите. Но еве, тука е приватниот сектор. Ако сметат дека тоа е нивен дел кај што може да заработат, ние немаме ников проблем да ги примаме, значи и дури еве апел до тие луѓе, не ги фрлајте таму, донесете ги кај нас. Мислам тоа е тоа. Така. Така сега кога одите кон пречистителната станица, како е погледот? Па дефинитивно да, можеби не е една, него мислам единствена во Македонија. Единствени сме во Македонија, па не знам, јас имам посетено и повеќе пречистителни станици во надвор од нашата држава. Овој дел, да кажеме, декоративниот или така дизајнерскиот дел го немаме видено. Добро е, убаво е, тука заедно нормално со европската делегација, тоа они го спонзорираат целосно, посветувајќи на животната средина, доближувајќи го тој процес до посебно најмладите за да го сватат или да го опипат на еден свој начин. Апсолутно и се испреки амбиентот на работа секој е тако посимпачен таму. Така. Ајде малку да се задржиме на пазарите и одржувањето на јавното селенило. Успевате ли во тој сегмент? Претпоставам дека повторно се соочувате со несовесни граѓани кога станува збор за урбаната опрема. Пред некој ден слушавме дека палмите нешто се кршело таму. Успевате ли да... Инциденти секогаш има и несовесни... Јас и, по повеќе пати сум, на разни, да кажеме, интервјуа или како и да е, или пред совети, како или со колеги. Значи, ние колку и да кршат и колку да се тоа, ние мора максимално дополнително да се бориме или да ствараме и да поставаме и нова урбана опрема, и нови садници, и нови дрвореди, и се. Секој пат мора да поставуваме. Но апелирам колку е можно тоа, до граѓаните ако допре, до оние луѓе кои што се несовесни, не знам од која е возраст, и млади и постари, да уништуваат, да знаат дека уништуваат свој, да. Тоа го плаќаме сите на крајата, сите ние. Комуналец парите кои што ги собира од вода и други надоместоци ги дава за тие работи. Општината парите што ги собира од даноци, не знам, други сите тие, да кажеме, средства ги дава за урбана опрема, за озеленување. Сето тоа се повторно пари, сите тие се нашите пари едноставно. Но и во крајна линија ако постои такви луѓе, не знам зашо тој бес или гнев према таа урбана опрема, дрвореди и така натаму. Но како и да е, тоа ќе се случува, да желбата има сигурно е моја и на сите да се намали, можеби тука треба некои фактори малку и повеќе да се заинтересират за овој процес. И одговорност и на целата заедница. Да, имаше и пред некој ден. Значи, имаме и одредена штета, посебно на фонтаните. Ние во тој период ги чиставме и ги реновиравме. Скршени се одреден број на цевки, млазници, палми не се уништени, покушено е, таму, скршени се некои
Декоративните елементи, така натаму не е проблем. Тоа ќе го средиме, можеби ако и сега ме прашате дали тоа во финанси изнесува Бог знае колку пари или не, јас ќе ви кажам дека негде штетата е минимална, едно 50 или 1000 денари. Потребно е внимание да се посети време, поставка. Зашто тоа да го правиме, нели? Можеби некој тоа што го направил, јас не знам кој е во моментот, ми рекоа некоја особа, но не е ни важно тоа си има органи. Можеби бил побуден од разни X причини. Так. И сега како и да е. Не треба така да се одржувате ли јавното зеленило? Јавното зеленило посветуваме посебно внимание, големена е површината на зеленило во градот, имајќи пред дека паркот големиот го одржува на едно страшно високо ниво, сметам јас лично. Декоративниот дел, цвеќињата и тоа се засадува. Тука се неколку кружни текови, поголемиот дел на булеварите ни се со жардинери внатрешни кои што имаме, значи, доста цвеќе, зелен појас и така натаму. Еве сега во скоро време ќе биде и Климент Охридски. Па сакам да прашам Климент Охридски, кога планирате и посветувате ли внимание на овие дрвца кои што ги посадивте? Да. Климент Охридски, значи, е распишен или се распишува во моментот тендер, сега нема фаќајте точно за збор, за негово хортикултурно редување, целокупно, значи, од страна на нашата значи, раководителка Гудева изработено како треба да изгледа и тоа ќе биде така симпатично доста. Се изработува тендерска документација, сметаме негде до крајите на лето и есен ќе почнеме и тоа е убав период за садење бидејќи видите сега има страшни горештини. Другата работа која што е пака сметам заедно со градоначалникот, тоа беше и дел од неговата изборна програма, тоа се зелените ѕидови, тоа ќе го правиме на влезот од страната од Добрејци спрема Струмица, од десната страна која доаѓате од кај Радовиш. Тоа ќе бидат огромни зелени ѕидови, негде висина околу 2-3 метра, а должина околу 200 метра. Значи тоа најизменично шахматовско редење на зелени ѕидови. Сака да кажете дека ше Лукойл на влезот? Да, покрај Лукойл, тоа ќе биде мислам така импозантен убав дел кој што ќе биде сегменти модули кои што ќе бидат со различни декоративни, лозливи, статички растенија и така натаму. Дрворедите ги значи ги негуваме колку што можеме, имаме нешто сокршено, нешто оштетено, но еве доаѓа есента, повторно ќе ги засадиме и се така и се надевам дека добар дел ќе останат. Да, добро, со ова заштитава реално да ви кажам дека ви успеа со оградите на дрвцата кои што беа на централното градско подрачје и естетски беше изгледаше. Па јас викам ако ги поставивме барем негативната енергија на оние несовесни граѓани на железото беше истурена. Ќе ги видите негде смечкани, згмечени и така натаму. Така е. Се надеваме дека полека од ден на ден ќе расте свеста. Пазарите, збор од вас да кажеме, се одржува она што еве лично мене ми смета е тој шпиц сабота кој буквално не се поминува кон населеното Просениково, не само тој како се вика чешав. Па овака се малку за тоа. Околу пазарите имаме слабо активности, мислам инвестициони збором активности. Ние добар дел имавме на Клантишки пазар еден период. На Чешел тоа е што е тоа. Предвидувањето дека треба да градиме нов пазар се постојано присутни тука, ради сообраќајница, ради амбиент и така натаму, проектирање и тоа ќе се случи во некој период сега следниот. Гужвата која што ствара кај Чешел е нереална, да ви кажем искрено. Тоа е добар дел од граѓаните кои што продаваат надвор, внатре има сосем доволно простор за продавање. Не знам кои се потребите, односно која е желбата надвор да се продава. Тоа е некак, не знам, остане тоа по дека надвор можеби повеќе ќе се продаде тоа. Ние надвор надлежност немаме, значи како комунално јавно предпријатие. Нити да ги бркаме, нити да одземаме роба, нити да кажеме дека кај можете или кај не може да стојат. Тоа се другите институции, инспекции, полиција и така натаму. Исто се случува и на Квантишки пазар. Значи ние секојдневно имаме проблеми во делот кога го минеме мостот. Нели од левата страна се влезовите на Квантишки пазар, тоа се 3 влеза, од десната страна е старата конзервна фабрика, да ја кажеме, и тука се паркирани одреден број на возила од наши сограѓани, најчесто од село Баница. И ние немаме надлежност со нив таму да се расправаме или да ги тргнуваме. Тоа треба да го врши полиците во делот на сообраќајниот дел, дали тие сметат или го загрозуват сообраќајот, или инспекцијските служби во делот дали продават званично, незванично, на хигиенски услови, нехигиенски. Ние на Квантишки пазар веќе во наредниот период, негде есента, покасно есента, треба да го асфалтираме и другиот дел кој што ние се уште не асфалтиран, кој што не е многу атрактивен за
продажба. Но во Квантарски пазар има сега доволно место да ги сместиме буквално сите. Зошто? Затоа што и во овој неколку години веќе период се намали и бројот на земјоделци кои што продаваат, се намали и количината на роба, се намали и бројот на посетители од X причини, селување и така натаму. Така да има доволно место, но сепак пак ги кажам некоја непопуларна традиција надвор од пазарите да продавате, како демек најмногу ќе продавате. Не знам зошто е така. Да, но во секој случај, знаете... Но инспекциите и службите треба да си го преземат. Се прават напори, например, од општинските комунални инспектори, они се постојано на терен. Но тука мислам дека треба да биде еден комплекс или микс од инспекции и полиција, и континуирана акција, бидејќи се случува и некаде низ градот чат пат да се појават такви продавачи како на кружниот тек, па на некои раскрсници и така натаму, кои не треба, тоа се прво... Апсолутно. И само за крај, се добро кажавте од ваша страна, но колку пак граѓаните се одговорни комуналец, не во делот на одржувањето на урбаната опрема кој што дел секогаш има несовести, зборот ми беше како стоите со наплатата на давачките? Па, видите, наплатата е релативна работа. Добре е, може да кажем. Мислам, дали се одговорни пред се? Одговорни се граѓаните, дефинитивно. Нели, меѓу одговорните има и неодговорни и така натаму и луѓе кои што можеби мислат оти никој пат не треба да платат. Но наплатата е солидна. Јас секој пат сум потенцирал, еве и пак ќе потенцирам можеби и некако делува и можеби излитено, но најредовни се значи пензионерите. Еве поздрав, посебен поздрав до нив, до сите граѓани од пензионерите кои што се не би сакал сега да ги, нели, да не дојде издвојување, но тие се стварно најредовни плаќачи. Независно значи од нивната големина пензија или тоа, во период кога се земат пензиите, тоа се гледа, ние ги имаме увид, прилив од сметките како кој ги плаќа и така натаму. Пензионерите се најредовни плаќачи. Сите други исто, не сакам да ги подценам сите други граѓани. Има една категорија кој што и едни од оправдани и неоправдани причини не плаќаат. Тоа кај што има оправдани причини, ние бараме решение, значи во дел на рати, на нешто камати да не се пресметуват, да не се прават трошкови кај нотар, кај извршител, се прават напори на тоа, но има една многу мала категорија на луѓе кои некако воопшто не се заинтересирани да плаќаат и тоа најчесто или го правиме со непопуларната мерка преку извршители, односно нотарски акт па извршители. Кај што се зголемува трошковите на граѓаните. После тоа се случува, знаете, па не бев тука, па бев, па сакам да платам, па да не платам, па зошто сум тужен, но тоа ние не тужиме за краток временски, тоа е вообичаено една година во кој што не дозволуваме да застареат самите сметки. Така да граѓаните имат доволно време во тој период да бидат агилни да се ги платат. Во интерес на тоа и ние како предпријатие отидовме да ја мобилизираме или да направиме сопствена мрежа за наплата. Тоа значи ние имаме во моментот 3 наплатни пунктови. Тоа е едниот кај старата дирекција, едниот е кај Свет 15 во Турското мало, едниот е на старата чаршија. Еве во тие денови мислам дека е готово, па малте не или уште некои работи фалат, ќе се отвори еден наплатен пункт спроти техничкото училиште, средно техничкото училиште, значи на булеварот Маршал Тито, така да покрај тоа што граѓаните ќе наплатат сметката и да имаат контакт со нас како комунално предпријатие. Не само наплатен, дали може и таму да се дават забелешки, сугестии, предлози и тоа. Забелешки, предлози, пријавување на дефеци, пријавување на проблеми, сето тоа тука, затоа што има и таму разни формулари во тој дел. И на самите вработени тоа може да им се посочи. Покрај тоа ќе кажам, има и формулари кои што ние после тоа сите достават до дирекцијата и врз база на тоа се реагира соодветно да кажеме колку што е посочено. Директоре, јас ви благодарам што бевте дел од емисијата. Поминавме оној термин предвиден за ваше гостување. Благодарам што се оdzовте на нашата покана да бидете дел од Визави, за да можеме да разговараме за она што е актуелно и што може да се очекува од Струмички комуналец ова лето, но и оние активности до крајот на 2019. Благодарам на поканата, благодарам на вниманието на вашите гледачи. Така, поздрав, па се надевам дека се задоволни да требувате. Да, но верувам дека до крајот на годината повтор ќе бидат. Се надевам да сте живи здрави. Ва почитувани гледачи, благодарност за вниманието со кое што не следите. Следите емисијата Визави, последно издание за овој дел од годината со првиот човек на Комунален Струмица, Зоран Ѓорѓев.